Претпоставувам, браќи и сестри, дека ве интересира символиката во литургијата, затоа што се во оваа служба литургиска која ја служиме е со символичен и иконичен карактер. Меѓутоа, по однос на толкувањето на литургијата ќе се задржиме подоцна кога ќе завршиме со толкувањето на посланијата на апостолите. Сега денес сепак, затоа што е многу карактеристично и прашањето верувам на сите вас е, а кој е моментот кога во литургијата се објавува вознесението Господово? И затоа сакам да се навратам на тоа. Сега, кога владиката пред некоја минута отиде зад престолот, тоа е вознесението Господово. Затоа што тогаш завршена е целата икономија Божја, како ја викаме. Како што на денешен ден го прославуваме токму тој настан на завршување на икономијата Божја. Се што требаше Господ Исус Христос да направи на земјата, со денешниот ден е завршено. Понатаму вели ќе ви го испрамтам Духот Свети. И тој ќе ве поучува. И така е до ден денес. Духот Свети нас научи што треба да правиме, како треба да правиме, како да живееме, како да се однесуваме со ближните. А делото кое Господ Исус Христос го направи е незаменливо. Меѓутоа, тоа е до денешен ден, до вознесението негово. И тогаш кога оди епископот зад престолот, тогаш завршено е делото. Сега почнува делото на Духот Свети. Сега, уште малку, ќе почнеме анафората, така наречена, или вознесот, или принесувањето. Ќе ги подигнеме даровите, лебот и виното, и ќе постанат тело и крв Христови. И со нив ќе се причестиме. Ние не се причестуваме со леб и вина, туку со телото и со крвта Христови. Ама гледате како се во литургијата има своја типологија. Ето таа типологија ви зборувам и таа типологија ќе го говорим. Ама денеска, на празникот на вознесението, да кажеме дека Господ ја заврши целата работа што беше предвидена да ја заврши. Од Боготецот, уште пред светот да биде створен. Знаеше Господ, браќи и сестри, дека светот ќе падне во грев. Единствен кој може да го ослободи е само Господ Исус Христос. Може сам човек да се ослободи кога е заврзан и во раце и во нозе. Е така гревот не заврзува нас и во раце и во нозе, ма сами не можеме да се ослободиме. Може некој од страна, а кој од страна најкомпетентен да не ослободи? Христос Господ. И затоа дојде, се роди, значи како дете, дојде, живееше меѓу нас, на 30 годишна возраст почна да не поучува и до 33 години, 3 години тоа го правеше, после тоа беше распнат, воскресна и на денешен ден се вознесе. И заврши неговата мисија. На земјата заврши. Тоа што беше предвидено за него, сето го исполни. Без да не се посрами да речи, абе тешко беше да се распнам. Не, ај ќе откажам јас тоа, друг нека се распне место мене. Не го рече тоа Господ. Се распна заради нас, најтешкото го претрпе. И денеска го заврши
она што се беше предвидено да направи на земјата. Сега, после 10 дена, ја славиме 50-ницата, тогаш легува Духот Свети и тој управува со црквата, еве 2000 години и повеќе од 2000 ќе управува до крајот на светот. Ќе не поучува. Немој да мислите дека сами денеска, браќи и сестри, одшто сме многу мудри и паметни, дојдовме во манастирот денеска на вознесението Господово. Дојдовме зашто Духот Свети не просветли. Тој ни рече, ајде буди се, пред 7 те чека служба за благословување на целото семејство, твоето учество е неопходно. Тој Дух Свети ќе дејствува после 10 дена од 50-ница. А сега сме во периодот на вознесението Господово по празненството на празникот. Голем значаен е овој ден, затоа што е, како што е значаен почетокот, значаен е и крајот. А денес е крајот на она што Господ Исус Христос требаше да го направи за нас и за нашето спасение. Сега другото понатаму, како што рекол, го прави Духот Свети. Тој и ќе го прави до крајот на светот, зашто тоа е негова должност. Ама оваа должност е безпрекорна, што требаше Господ Исус Христос да ја направи, безпрекорно исполнета. Се што требаше да се исполни е исполнето. И затоа е во потполност исполнување на секоја промисла Божја за спасение наше. А колку се значајни настаните што се случија околу Господа Исуса Христа, за нас ние гледаме после 2000 нешто години. Не преминуваат. Ако не се значајни, додека живее човекот, ако има сила, ќе го исполнува тоа и ќе го прави тоа и ќе ги тера другите да го прават. Ако нема сила, ни тоа не може. Ама 2000 години да го прави некој кој си заминал од кај се вознесол, тоа значи дека Духот Свети не подучува и не поучува да имаме крајна почит кон делото на Господа Исуса Христа. Ете, браќи и сестри, тоа дело сите нас нека не спасува, зашто ние немаме друг начин на спасение. Го имаме начинот на кој Господ не спасува. Ние сме немоćни луѓе и тоа што побрзо го сватиме, тоа поголема шанса имаме подолго време да се спасуваме. Зашто знаете, во светот во кој живееме околу нас со надуени луѓе кои се неспособни, не признаваат дека се неспособни. Ама овој настан на вознесението сите нас не смирува. Не смирува до таа мера да видиме колку сме во суштина непотребни, а колку Господ не прави значајни. Затоа милоста Божја да биде со сите вас. Таа да ве чува, таа да ве храни и да имате секогаш благослов од Господа, да бидете во заедница со Него, зашто таа само не спасува по сите векови. Амин.